Почитувани гледачи, трет блок Отворено студио 1 разговараме на тема како до поздрава и почиста животна околина во Македонија. На оваа тема разговараме со Татјана Чакулев и Невена Ѓоргиевска од иницијативата О2. Добар ден и добре дојдовте во Отворено студио 1. Добар ден. На вашата Facebook страна има доста фотографии како последна објава од заробени дрвја. Тој пример доста често се сретнува во Скопје, вие постојано реагирате. Имаме, значи, слики на кои што се гледа дека дрвата се буквално заробени во бетон, во асфалт, во бекатон на тротоари, како што споменав. Неколку пати апелирате, речиси постојано, меѓутоа никој не наоѓа за сходно да го реши тој проблем. Зошто? Па се, зошто тоа треба да ги прашате на дележните, зошто до сега. Ние прв пат видовме преку видеото на Види вака, тоа беше декември месец, некаде 13 декември, и тоа беше аларм, некако и целата јавност тогаш се подигна, станавме свесни колкав е бројот на тие заробени дрвја. Тоа е проект на Шумерски факултет, дипломска студија на студент. И јануари месец град Скопје подпиша меморандум за соработка со Шумарскиот факултет токму за ослободување на овие дрвја. Меѓутоа, еве, ние сме веќе мај месец, ние реагиравме пред месец дена, некаде помалку од месец дена, бидејќи дознавме дека некаде можеби максимум 20 дрва само се ослободени. А на мапата, ако видите, значи со црвено се одбележени најголем број од дрвјата. Црвено значи дека итно мора да се интервенира, да се ослободи дрвото и да може некаде, значи, веројатно и некоја прихрана, бидејќи ако гледате тие со метални обрачи, што се, тие се веќе влезени, дрвото растело во металните обрачи. Тоа е тешко да се извади. Значи, може да се извади, пишува тамо дека може, треба внимателно да се извадат тие, меѓутоа тоа, значи, не е грижа оставено така, тоа дрво си растело. Со години. Со години, да, не е тоа од сега. Меѓутоа, итноста за ослободување на отприлике 200 до 300 дрвја е, бидејќи можно е оваа година да не ја ни преживеат. Значи да изумрат 200 до 300 зборуваме со големи крошни, тоа се повеќе децениски дрвја. Едно такво дрво вреди колку 100 и повеќе од 100, значи нови да насадите. Па се прерачнувате вие 200-300 помножено со 100, колку нови би се посадили, пак нема да е тој ефект. И каков би бил ударот врз животната средина од главниот град? Па знаете дека ние сме ранливи на климатски промени, првенствено. Значи, еве, овие зелени крошни, летно време, се на некој начин климатски регулатор за Скопје. И сега, ако вие да снема наеднаш 700 дрва, така, да снема 500 дрва од овој тип, тоа е огромен ефект. Зборуваме само, значи, како климатски регулатори, не како прочистувачи. Сега, зошто град Скопје, и тоа е повторно, веројатно тоа надлежни, кое, каде, меѓутоа, знаете што ние како граѓани сме заморани од тоа. Ние сме заморани од одговорите, ама ние сме надлежни тука, па тој другиот е, ние не сме надлежни за ова, па се општините се за не знам кои дрвја, па не знам град Скопје каде. Вината си ја префрлаат од едни на други. Вината, ние видовме за папата како можеше, кога нешто треба, заеднички сите да се уиграни, така? Значи се можело. Се може и сообраќај да се запре, и без многу хука-бука да се поправа. И тогаш немаше префрлање, ама ние не сме надлежни, ама ова е надлежено. А наеднаш, чим се враќаме на граѓаните, чим не е папата упрашање, или еве, меѓу Добро, двата сега не може секој ден да биде така блокиран цел. Не зборуваме за блокирањето, туку зборуваме за уиграноста. Ама дека може да се намали сообраќајот и дека може да се средат зелените површини многу подобро тоа што. Може. И еве конкретно овие дрвја треба подитно, значи подитно 20 дневно, значи да се ослободат. Бидејќи бројката е огромна. Имавте ли средби со локалните власти? Еве се апелира постојано преку Facebook, преку медиумите, меѓутоа дали директно се сретнавте со градските власти? На почетокот пред нивните мандати подпиша неколку од нив подпиша меморандум со О2 коалиција тогашна, и со тие општини со кои имаме склучено договор, во почетокот имавме и поинтензивни средби со град Скопје, имаме од времено на времено средби кога треба да добиеме и некои документација или некои сознанија. Меѓутоа и тие преписки со овие институции идат
да речам на некој начин формално ќе добиеме некои информации, меѓутоа обично не се целосни, па тоа трае препишувањето, дојдете, нема проблем, ќе ви дадеме све, меѓутоа пак повторно не се тие информации. Имаме некои залагање за транспарентност, меѓутоа пак повторно мораме ние да следиме, да видиме да нема некои пропусти во меѓувреме. Не е онака како што треба да биде и како што беше на почетокот нагласено дека ќе се залагате. Сега ние сме тука постојано да притискаме, меѓутоа и ние сме, како што кажа Татјана, заморни и немаме време, ова не ни е постојана работа, ние не работиме во оваа невладина, имаме и други работи. Ова ни е буквално слободно време кое го посветувате. Го посветуваме, некако сме заангажирани и не сакаме да за она све што сме го направиле до сега да се откажеме, него идеме до кај што можеме да издржиме и да се надеваме дека ќе поттикнеме и други граѓани се поеќе и поеќе да алармираат и зашто не е работата само тоа да ние што алармираме, работата е да сватат граѓаните дека треба да земат активно учество во изнаоѓање решение и алармирање за проблемите. Зашто многу граѓани се разочарани од самиот тој однос кога ќе пробаат нешто да институционално да решат, наидуваат на тие лавиринти. Или ние не сме надлежни, тука се откажуваат. И нас често ни кажуваат џабе, вие зашто го правите тоа џабе, меѓутоа не е џабе. Само треба да има, треба да сме упорни, треба да сме што повеќе, тоа нагласувам стално дека колку повеќе граѓани, толку поголем ефект има ако алармираме за одредени проблеми. Еве во однос на граѓаните споменавте дали можеби со тек на годините расте свеста кај граѓаните и успевате да, како да кажам, да ги придобиете застанат на ваша страна или сепак и понатаму свеста е на ниско ниво односно овој проблем? Има подигање на свеста, поготово за загадувањето, знаете, мислам во однос на пред 3-4 години многу повеќе луѓе се загрижени, сваќаат колкав проблем е загадувањето, така да повеќе се алармира кога загадување. Меѓутоа кога ќе помине тој периодот на загадување, многу проблеми што го предизвикуваат тоа загадување, од аспект на дрва, па и урбанизам, чистење, тука веќе граѓаните не се толку заангажирани, не сваќаат дека директно влијаат овие проблеми и на загадувањето. Во прашање се и одмори, некако овој период е малце по така да речам пасивност од граѓанскиот сектор и ние се плашиме за некои наши активности сега што би сакале да ги преземеме, дали ќе имаме доволна видливост и добре е што сепак имаме и од медиумите застапеност и што не гледаат, што не пренесуваат, така да треба да бидеме активни во текот на целата година. А на што се должи таа пасивност кај граѓаните, бидејќи ние особено граѓаните се загрижени само во зимскиот период, меѓутоа не е дека во летниот период воздухот исто така не е баш загаден. Загаден во летниот период, поготово PM2.5 частичките некогаш знаат да имаат пикови во вечерните часови. Тогаш реагираат граѓаните само кога ќе го осетат мирисот. Алармиравме се. Што произлегуваат пиковите во овој период од годината? Ние баравме исто изјаснување, пошто стручни за тоа се Министерството, значи сме барали и минатата година неколку наврати. Одговори добивте или? Не. И тоа е она да речеме што според нас недостасува. Значи од една страна се обвинуваат граѓаните дека шират паника, дека тоа се часовни вредности, дека не е среднодневна вредност. Меѓутоа никој не излегол да објасни, еве, тој пик е поради тоа и тоа. Значи, еве ние граѓаните, за да не дигаме паника, така? А и сметаме ние дека должност е на стручните лица да дадат објаснување. Значи, тој пик, тој ден бил поради тоа и тоа. Значи, за ниеден таков пик, нити во септември, нити во август, нити во лет, значи, збориме за вонгрејна сезона. Ние Гази Баба мирната станица ги регистрираше, Карпош мирната станица ги регистрираше, ние не добивме одговор. И сега ние сметаме дека, значи не може ние во еднонасочни улици да се движиме. Од една страна граѓаните кои треба се окей, од друга страна не ширите паника. Тоа е само часово. Во зимските периоди грејењето е проблем на дрва. Барем така велат Ама многу е проблем кај нас. Меѓутоа во летните месеци кај што велите има пикови, а причината нема објаснување. Значи еве ние бараме и ние баравме од Министерството за животна средина да ни даде одговор. Еве кажете ни, значи зошто се тие пикови. Значи тоа значи дека мора да има луѓе на терен, мора некој така, значи да изврши некакво испитување. Сега
некако граѓани, кога се тие пикови, сме осетили миризба. Значи и смрдело, и мирисало, значи некаде нешто се палело. Сме го осетиле и се коинцидирало се тие пикови. Карпаш беше пред 2 години неиздржливо. Значи 2-3 години, колку беше тоа, не се ни сеќавам. Значи беше страшно тоа, август месец, значи постојано имаше некакво палење, па се дали било каблина отворено, дали некој погон, значи ние не знаевме, меѓутоа беше честа појава и особено тоа се случува репетитивно август месец, кога најмногу луѓе се поодмори. Така да тие што останале у Скопје. Ама и тој период е токму поволен за откривање на такви некои диви загадувачи и незаконски активности, ако веќе некој пали на отворено или некој согорува нешто што... Значи, инспекцијата тогаш треба да работи на терен и да ги најде тие. Затоа зашто кога ќе дојде зимниот период, загадувањето е од сите страни. Тогаш не можеме да ги изолираме тие загадувачи. Значи, ја би апелирала тој летниот период буквално да се посвети на тоа, да се изнаоѓаат сите тие и диви депонии, и стринешта кај што се гори, да се казнува, да работат на терен. Значи, не сме само ние граѓаните што треба да правиме патроли и да алармираме, него буквално ако работат институциите нема да дојде до тоа ние да алармираме. Најмалку 3 локации во градов знаеме каде постојано се пали, тоа се оние импровизирани ромски населби покрај Вардар, се извинувам, Вардариште, Подкале и Керамидница. И не само тоа, имате така наречени диви депонии кај Лепенец, во Ѓурче, исто, значи постојано има палење таму. И од таму, значи постојано кај Хром, некаде Сарај, Крушопек, Лака, тоа е постојано исто. Значи имаме ние локации доста во Скопје кои стварно нелегално постојано се пали. И се тоа иначка мора да се регулира. Значи, па знаето на регионалното управување со отпад што треба во Македонија да се случи, каде што по региони, значи секој регион ќе си има своја депонија и конечно треба да се, значи сите овие диви депонии да нестанат, да се расчистат и отпадот да оди само во тие стандардизирани депонии. И управувањето со отпадот нормално ќе треба да е регулирано. Значи станици, претоварни, на кој начин контейнери, рециклирањето, сето тоа што ќе правиме ние со отпадот треба да се случи. Се Скопје интересна работа што Скопје е единствен таков регион, Скопскиот плански регион, кој што има колку толку стандардизирана депонија, тоа е Дрисла. И сега Скопје не треба одново да гради депонија, тоа е Дрисла. Тие планови се изготвени. Значи, тоа е Министерството за животна средина со помош на донации и не знам кои се тука работел, значи стручни лица, тие планови се изготвени. Значи, како треба управувањето со отпад да биде во Скопје, кои претоварни станици, што, како за рециклирање, компостирање, значи се е тоа наведено таму. Сега, на локалната самоуправа, тоа значи град Скопје и општините, тука, во Скопје, е да ги направа наредните чекори, и да конечно ова се реши. И кога ќе дојде до тоа, до сумата, колкава сума тоа ќе чини, онда ќе се вклучи повторно Министерството и со донации, можеби, значи дел ќе се обезбеде донации. Меѓутоа, ние веднаш не сме се распрашале каде вие како медиуми можете да прашате, каде и зошто тие чекори не се прават. За еднашка ние да го решиме овој проблем со отпад, кој е огромен. Така, јас би сакала да продискутираме малку во однос на тоа дека еве изборите помина, новоизбраниот претседател Стево Пендаровски, ако не се лажам, во изборната кампања потпиша и зелена заклетва во која што се обврза дека ќе ги почитува неколку точки кои што вие ги наведавте. Тие точки беа кажани од него на трибината која организиравме, така да во однос на тоа што кажа сите кандидати, посебно за секој направивме различни. Значи токму она што он кажал и ги потпиша. Сите тројца кандидати ги потпиша овие. Да, заклетва. Па дека загадувањето треба да се разгледува од аспект на национална безбедност, дека стрикно ќе се заложи да се разгледува како такво. Имаше конкретни и некои ветувања во смисла на точно па во условието за безбедност, дека ќе гледа едно лице да доаѓа со таква позадина, значи еколошки да има познавања и стручност. И исто Пендаровски кажа дека можно да се повика на секој состанок да присуствува лице кое не мора да е член на Советот на безбедност, меѓутоа како надворешно стручно лице од оваа област која ќе ги советува и ќе им дава
значи увид во проблемите и како тоа. Очекувате дека ќе ги исполни своите ветувања или само на ветување? Очекуваме, бидејќи ние ќе следиме, нема само да останеме, значи ќе прашаме до каде, дали, Ќе што. потсетуваме. Така да, Прием ќе барате? да, сигурно. Да се вратиме на загадувањето, аерозагадувањето. Знаеме сите дека се актуализира во зимските периоди, во зимските месеци и летниот период е помалку изразено. Меѓутоа, што стана со оние стратегии кои што ги ветува институциите, дали краткорочни, дали долгорочни и оние мерки кои што се воведуваат кога пикот неколку пати сме виделе дека е над 1000 микрограми на метар кубен. Метар кубен, да. Долгорочната стратегија ме интересира. Дали нашава држава има долгорочна стратегија за справување со аерозагадување? На хартија има. На пракса? Да. Според нас треба неколку работи да профункционираат за да може да имаме резултати. Бидејќи кај нас загадувањето не се работи само над оние максимално дозволени неколку мали покачувања, него имаме драстични поголеми покачувања, така да не е само затоплувањето во домаќинствата, тоа е може најголемиот дел, меѓутоа имаме тука и други извори. И она што ние цело време потенцираме тоа е дека мораме да преземеме многу храбри чекори и во поглед паралелно на многу проблеми. Исто така, оној дел од законската регулатива што не е соодветен треба да се смени за да овозможи на терен инспекторите да постапуваат и за да можат да се санкционираат сите работи кои не функционираат во системот. Значи, ако знаеме дека системот не функционира, мора да се види точно кои се проблемите и да се работи веднаш да се работи на промена на тие. Од друга страна имаме нефункционалност на самите институции, една со друга префрлање, не се знае точно која надлежност на која се ветуваш и тука дека ќе се расчистат, меѓутоа се уште идеме на тие се имаме студии кои се изработени, кои се све супер, а стојат во нечии фојоки и не се преземи. Не знаеме каде е застојат. Конкретно еве пишувавме за Вардаришта. Значи неколку години поред се знае проблемот дека тоа треба да се санира, меѓутоа не знаеме која е причината што не се почнува со таа санација. Еве сега да бегаат од проблемот. Сега се распрашавме низ институциите, значи проблемот е на донесување на детален урбанистички план од општина Газибаба. Не, тоа е проблем со години наназад како одговор. Така, да, меѓутоа веќе го изработиле, сега е негде пред комисиите. И повторно нема одговор еве во однос на транспарентноста, дали на општините, значи дали на било која. Конкретно ние побаравме од општина Газибаба да ни даде мислење на комисијата, бидејќи комисијата требало да даде мислење за ДУП-от што бил изработен од планската куќа. Значи дали поминува или не, значи дали го одобрува или не, што замерки. Нема одговор на тоа. И сега ние мораме да одиме, да бараме значи, пристап до јавни информации, од слободен пристап до информација од јавен карактер. И да чекаме, значи тој рок да помине, обично нема да ни одговорат, најчесто не ни одговарат во рокот, па да се жалиме и тоа така е, значи зошто да не ја Тоа е добиеме. генерален проблем во секој случај по однос на било кои други прашања. Ама за да знаеме што се случило, така мора да имаме официјалната информација. За официјалната информација секогаш има или конкретно еве во интерсекторската група каде што председава заменик министерот Јани Макрадули. Значи и секогаш и лани имавме еден таков инцидент во што бараме и дека ни е доставено. Годинава ние баравме деталната програма за намалување на аерозагадувањето за 2019, да ни се достави детално, бидејќи владата, од страна на владата, нас ни беше доставена првичната верзија. Меѓутоа таа првична верзија претрпе измени, бидејќи се прифати одредени граѓански предлози. И сега ние викаме, добро, дајте ни финалната верзија, каде што овие граѓански предлози се прифатени и да ја видиме финалната. Значи тоа не е испратено. Може би нема финална верзија. Може да затоа што тврдат дека тоа што сме го добиле. Верзијата од службен весник постојано не упатуваат на верзијата. Во службен весник тоа што е објавено нема врска со деталната верзија која бараме. И ние сме јасни. Ние баравме од владата, баравме генерален, значи од секаде ја баравме. Меѓутоа интерсекторската група и заменик министрот мора да ја имаат. Бидејќи тие се членови таму.
Значи, ние тоа го нема. Тоа се еве некои основни работи кои ако ние не можеме деталната програма да ја добиеме, не она што е објавено во службен весник штуро, груба форма, значи ние сме добиле една верзија од таа детална. И тоа е само показател колку е нефункционално и колку е, значи, нависено не се работи како што треба. Ние сме мај месец, излегува тогаш во декември, еве планот за чист воздух е тој, и кај се, еве, мај месец имаше тамо некои рокови во таа. Не, рокови имаше што треба до кога. Ние не слушаме да се излезени да кажат до кој овој рок, еве ние ова завршивме, тоа се очекува. За ние треба да притискаме, да прашуваме за да... Според вас на што се должи таа институционална затвореност и нефункционалност? Да, не само затвореност, значи екстремна нефункционалност. Значи интерсекторската група е пример за тоа. Значи, крајна дисфункција. Има членови во таа интерсекторска група, значи во таа интерсекторска група таа е составена за да се реши, значи, нели, проблемот со аерозагадувањето. Таа група треба да го прати квалитетот на воздухот и да каже и да предложи, значи, еве, овие мерки, тие мерки, институциите меѓу себе да соработуваат за побрзо да се дојде до решение. Значи, имате представници од Министерство за внатрешни работи, од Министерство за труд и социјала, од Министерство за економија, од град Скопје, значи, од представници од секаде и од граѓанскиот сектор. Ние сме едни од граѓанскиот сектор. Сами по себе стручни лица кои што не можат да функционираат во таа група. Не, еве сега ќе ви кажам, има членови кои од самиот почеток во оваа нова форма каде што и граѓаните се присутни, они не знаат зошто се тамо и они самите кажале. Значи, што е нашата функција тука? После година и пол, 2 години, значи да они не знаат зошто се тамо и што е нивната функција, тоа е грешка на тој што ја води интерсекторската група и на самиот формат. Значи, тоа е недозволиво. Не може вие да не знаете и човекот да прашува што е мојата функција, зашто сум јас тука и што треба да правам. Да, навистина е бива интересно што го споменавте. А како вие го оценувате новиот предлог закон урбанизам и просторно планирање? Законот го погледнавме негде во декември, почнавме да го разгледаме таа верзија што имаше тогаш достапна. Ја искрено бев толку разочарана кога го читав, бидејќи претходно исто ги следев состојбите со урбанизмот. Она што го видов беше тотално разочарување. Ние реагиравме после тоа, бидејќи и фазата кога требало да се дадат забелешки била помината, било тоа во август месец. На тоа што ние излеговме со пости, со сите наши забелешки кои ги видовме јавно, имаше некоја реакција и од министерот вети дека ќе има јавна дебата меѓу двете комисиски читања. Така да законот моментално е во собраниска процедура. Знаеме дека работат комисиите, меѓутоа еве ние баравме плюс некои информации, кажано ни од министерството дека реагирале со забелешки, меѓутоа ние тие забелешки не ги гледаме, затоа зашто таму се делови од законот за животна средина се тргнати. Стратегиска оцена која треба да се изработува за урбанистички планови, можно е да се донесе некоја одлука дека не треба да се спроведува и доколку има таква одлука за неспроведување, ние како граѓани можеме да реагираме. Тоа беше и основата за укинување на неколку дупови, бидејќи не беше објавена таквата одлука. И да бараме да се спроведе, например. Да, меѓутоа сега во новиот закон беше тотално тргната таа стратегиска оцена, дури и во делот каде што може да се повика на законот за животна средина, има член каде што вика дека се она што не е исполнето не важи по другите закони. Има неколку работи што ние мислиме дека не смеат да поминат, тоа се исто така детални урбанистички планови од државно значење, каде што јавноста би била исклучена. Сега не сум во моменталната фаза, не знам дали тоа е променето или не, меѓутоа тука имаме изјава од сегашниот нов председател дека он таков закон не би потпишал, што мислим исто така дека е доста добар знак, бидејќи тоа ќе значи и за комисијата и за сите други дека тој дел треба да се смени. Ние ќе мораме тука да притискаме во врска со овој закон, затоа зашто некои работи кои ќе влезат во закон после е многу потешко. Знаете како на согласно со законите и потоа веќе ни се врзани рацете и на нас.
Значи, апелирам и до граѓаните, значи сега е моментот, колку и да се летни месеци на одмор, сега ако не реагираме, потоа е касно. Биде доцната. Да, исто така и кога сме веќе кај деталните урбанистички планови, треба да следат сите она што се случува во нивните општини. Значи, периодот кога е анкетата, кога може да реагира, треба да реагира. Тоа е нивно граѓанско право, затоа зашто утре кога ќе дојдат багерите пред нивните дворови, веќе е касно. И тогаш џабе ние да ги обвинуваме и властите затоа зашто стално викаат стимале период кога требало да реагирате, не реагираат. Се ние сметаме дека е краток периодот, некогаш дека тој период е скриен и не може да се види убаво. Нашата улога е тука да алармираме и да ги повикаме граѓаните, меѓутоа голем дел останува и на граѓаните. Значи и она укинување на деталните урбанистички планови што го направивме беше од аспект да купиме време. Значи следно во носење на тие детални урбанистички планови мора граѓаните да бидат поактивни, повеќе да се вклучиме, за да го направиме она што сметаме подобро за сите нас и за нашата животна средина. Да, токму тоа и ми беше на крајот од разговорот планирано прашањето каде лежи најголемата вина. Дали во граѓаните кои што не реагираат навремено или во институциите кои што си ја прифрлаат топката? Јас ќе кажам моје мислење први. До некаде сме сите винови, меѓутоа главната вина е кај институциите, бидејќи ако граѓанинот не се однесува соодветно, постојат институции, постои закони, постојат казни. Ако институциите тоа го игнорираат и не го спроведуваат, не го казнуваат, граѓанинот ќе продолжи тоа да го прави. Значи, мораме да почнеме и со казнување и со санкционирање на сите незаконски действија. Значи, она што беше палење стрништа, тоа по колку закони изнајдовме што се санкционира, нигде не се санкционира. Кога дојдоа пожари и големи штети, касно е тогаш. Значи, доколку би се санкционирало следната година, може нема да има таков ефект. Доколку казните се благи, треба да се сменат. Значи, ние мораме да се научиме на ред, а институциите се тие што треба да потегнат тука. И јас само да додадам, се слагам со Невена комплетно, бидејќи истиот граѓанин тука се однесува на еден начин, во Германија, во Швајцарија, во Америка се однесува на друг начин. Значи, не можете да кажете дека е до свеста. Истиот човек се однесува различно. Зошто? Затоа што таму знае дека системот функционира. Он ќе ти кажа таму самиот, јас не смеам, ќе ме казнат, ќе дојдат, а тука знае дека може, дека никој не го казнува, дека и ќе се дигне. Ама еве и на диво градење, значи се тоа резултат на неказнивоста и на сите тие нати дајми некои политички дилови, партиски, значи договори, и тоа се толерира предолго време, да едноставно луѓето си реагираат соодветно на како системот се поставува. А системот, значи ако ти немаш ред и поредок, нормално дека граѓанинот ќе се однесува како што сака. А во за речеме еве на дупови, конкретно тука и делот, ако сака државата, ако сака општината, ако сака градот да ги едуцира граѓаните, бидејќи да се разбираме, од една страна, значи ние ќе кажеме граѓаните да ги пратат дуповите, меѓутоа многу луѓе кога ќе отворат, они не знаат, не го разбираат, ќе отвори синтезен план и не знае да го чита. Значи, не знае да се снајде што да гледа, каква забелешка да даде, дали е окей, што е окей. Според мене би требало, значи, да е во законот тоа вметнато, тие јавни презентации обавезно да се одржат макета. Не, и 3D макета, тој да има визуелно видливо да види што ќе се изгради, што се планира. Кога имате вие макета е различно, кога има он архитектонски изработен план, не може да се снајдат многу луѓе. Така да, тоа е, знаете, зашто и луѓе не реагираат, не знаат што за белешки да пишат. Он знае кога багарот ќе му дојде, зашто му е опипливо и визуелно. Иначе тогаш е веќе доцна. Тогаш е доцна и затоа ако се има макети е поразлично. Ви благодариме на гостувањето и се надеваме дека поракиве ваши ќе допрати до граѓаните и до институции. И дека овој проблем конечно ќе се реши. Ви благодариме и на просторот остапен од вас. Нема на што, време е да се одијаме. Така и јас и Антонио тука се одјавуваме, во продолжение следува блокот забавни емисии. Останете со програмата на 1 това. Пријатно.